Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани представници од Министерството за финансии. Ова е закон кој што ги уредува одблиску одреден дел од работите во Царинската управа на Република Македонија и кој што, по тоа што можам да го видам, бил, односно има европско знаменце. И тоа не би било проблем, доколку овој пат пред нас имавме исто вакво законско решение, но можеби со малку поинаков текст. Јас ќе ве потсетам дека на 15.2. имавме Комисија за финансирање и буџет, каде што тогаш ние ви укажавме, јас и колешката Ласовска Благица, дека треба помеѓу другите олеснувања кои што се вршеа во тој тарифник, да има и олеснувања за најмалку уште два артикли. Тоа беше за енергентите, како и царинските тарифи за репроматеријалите кои што се увезуваат на крајот од кој што се произведува храна. Тогаш ништо од тоа не беше прифатено. За скоро месец дена потоа видиме дека во оние 28 чинам беа антикризни мерки на владата, биде една мерка од тие дека владата ќе предложи да се намалат царинските тарифи за оние репроматеријали кои што се увезуваат од кои што се произведува храна. 30 дена ние потрошивме. Она што мене ме загрижува, ние тука сега разговараме за закон кој што одблиску ги уредува царинските постапки или природата на работа на царината, кој што јас не велам дека не треба да биде донесен, но сметам дека ако идеме веќе и ако навистина велиме дека некој закон ќе биде усогласен со европската регулатива или му даваме можност европско знаменце како на брза лента да влезе во собраниската процедура, таков требаше да биде законот за тие тарифи кои што требаше да бидат олеснети при увоз, за да на крајот од денот им го овозможиме на стопанството и на граѓаните тоа начело на поевтинување на финалниот производ во исхраната. Еве, поминуваат уште денови, тоа законско решение не е доставено до собранието и јас ве повикувам, наместо да учествуваме и да работиме по вакви седници закони кои што во овој момент нема да го олеснат животот на некого, да не ја префрлуваме вината кај ВМРО ДПМН за тие мерки кои што ви веревме дека се недоволни и токму со овој момент тоа го докажуваме, веднаш со европско знаменце, заради тоа што во моментов има комисија за европски прашања, каде што замислете се дебатира за закони со европско знаменце за концесија и за односно за минерални суровини и за доделување на концесии за песок и за глина меѓу другото. И сега таков закон може да оди со европско знаменце по скратена постапка, ама не може да оди закон кој што е во антикризните мерки на владата, кој што вие верите дека чинат 400 милиони евра, и закон кој што бил предложен од опозицијата, внимавајте, на 15.3. Тогаш министерот за финансии даде изјава дека вредело во оваа насока да се размислува, но дека ќе видиме понатака како ќе се постапува со таа идеја, за еден месец подоцна таа идеја да биде прифатена. Затоа уште еднаш ќе кажам, време е малку посериозно да пристапиме кон овие нешта. Ве повикувам вас, во овој момент вие сте представник на Министерството за финансии, без одложување да најдете начин, по најможна скратена постапка, поитна постапка, да го поднесете тој закон, за да можеме да расправаме и да ги намалиме царинските тарифи за репроматеријали кои што се користат во производство на храна на начин на кој што ќе влијаеме на цената на финалниот производ. Ние во овој момент имаме поднесено еден таков закон, поитна постапка, а тоа е законот за намалување на акцизите на горивата, кој што верувам дека веќе наредната недела ќе биде ставен на дневен ред, за да можеме да дебатираме по него и да го усвоиме. Ако нешто е од антикризните мерки, треба тоа да биде сега денеска и веќе на наредната прва седница ставено на дневен ред, а не ние да дискутираме за закони кои што во овој момент и во ваква криза нема суштински да му помогнат на стопанството и на граѓаните. Од друга страна, конкретно за овој закон, ние имавме една забелешка уште кога се носеа сет на закони кои што ги уредуваат законите од царините,
а тоа е дека тие сертификати кои што ќе се доделуваат на цариниците треба да бидат малку посуштински уредени и дека тоа законско решение на овој начин повторно се продолжува праксата да има политичко влијание на таквите сертификати кои што се доделуваат во рамките на институциите. Ние имаме една принципиелна, би рекол, основа која што тргнуваме кога ги носиме законите, а тоа е колку што е можно повеќе да го намалиме факторот политика или човечкиот фактор во носењето на ваквите одлуки, затоа што тоа е единствениот начин да се деполитизираат институциите. А царината, како и институциите кои што го уредуваат, особено внатрешниот и јавниот ред и мир, заслужуваат да бидат деполитизирани на начин на кој што ќе покажеме сите политички партии дека можеме да го институционализираме тоа што го зборуваме. Ви благодарам.